Следната година треба државата да врати со се буџетскиот дефицит некаде над 2 милиарди евро. 700 милиони евра е евроврзница која што владата на СДСМ и ДУИ ја има земено во 2022 година. Буџетскиот дефицит се разбира стандардно треба да се врати, тоа е разликата помеѓу расходите и приходите. Планираме тој буџетски дефицит да го враќаме со хартија од вредност на домашниот пазар. Отприлика околу 6 милиарди евра е целиот долг кој што треба во овој мандат од 4 години нова влада да биде вратен. Но граѓаните и бизнисот да бидат спокојни, исто како што нема мигранти, исто како што нема криза, така и средствата се обезбедени. Нормално е дека во отсуство на план и на идеи од страна на опозицијата ќе слушаме ваков тип на пораки кои што има за цел да внесат страв и немир кај граѓаните, но да бидат спокојни. Планот е направен. Прво прашање му е нарачано. Затоа се расприкажа толку многу. Второ, лаже, предвидено е све и така натаму. Ние имаме законска обврска и обврска па имаме ММФ и Светска банка. Буџетите ги правиме 3 години унапред. Значи, проекцијата на буџетот и за 26-та, и за 27 и за 28. И сега он како лаже, све е тоа предвидено, све е тоа планирано и така натаму. Не е планирано. Имаме законска обврска. Секој министер 3 буџета унапред спрема. Како ќе се движат трошоците? Како не му е срам да вика владата на СДСМ и ДУИ ве задолжила, колку пати го повтори? Е по корона зимаа луѓето. За да олеснат на фирми што не работеа, нели плаќа, плати дава и така натаму. И сега он гледа на кај го врти. Тоа го збори човек што само што дојде 2 милиарди зема од маџарите, се спрема нови 6 да зима и он вика дека види ние работиме често домакински, ние тоа враќа. Нема ти дали сакаш да враќаш. И како враќаш? Пак на заем. Ти не ги враќаш од заштеда што си направил, ти не ги враќаш од зголемен GDP, зголемена продуктивност, намалени трошоци, обезбедени средства од буџет, ти ги враќаш со позајмици.